Почитувани гледачи, ново издание на спортска мрежа во кое што правиме на кратка анализа на Суперлигата, пред се на плей аутот и на тоа која екипа ќе игра бараш за опстанок во ракометната елита на Македонија, кои две екипи ќе се спасат со оглед на фактот дека понат драстично кратење на лигата и спаѓање дури на 5 екипи, веќе ги имаме сите екипи кои што ги испакуваа куферите и веќе се нови членови на првата ракометна лига за следната сезона. Тоа значи дека од првата лига испадна Аеродром, кој што беше суспендиран уште пред почетокот на плей-аутот или на тој втор сегмент од надпрварувањето. Скопје испадна, Голден Арт, Мулти, СНС, Вардар, Неготино, се овие 5 екипи кои што од следната сезона ќе настапуваат во првата ракометна лига. Останува сега битката меѓу Куманово, Еврофарм Пелистер 2 и Прилеп, кои од овие 3 екипи две сигурно ќе се спасат, односно директно ќе опстанат, а едната екипа ќе мора да игра бараш за опстанок против ланскиот суперлигаш Радовиш, кој што е на второто место во плейофот на првата ракометна лига, со оглед на фактот дека ете Радовишини веќе го добија тој важен и клучен натпар против Младосот Богданци во Радовиш, го заверија тоа второ место и до крајот ќе треба рутински да одиграат за да и автоматски, односно и официјално го потврдат тоа второ место и да се подготвуваат за баражот, за можен експресен камбек назад, односно се вратат во Суперлигата, со оглед на фактот, како што кажавме, Радовиш беше стабилен на Суперлигаш, кој што околу една деценија беше стабилен на Суперлигаш. Куманово, со оглед на фактот дека во предпоследното коло поточно, Куманово ги доби тие службени 3 бодови од надпреварот против Аеродром и во моментот е на првото место со 32 бодови. А што се однесува пак до ова следно коло, ќе настапат, односно ќе се одигра тоа директно дерби помеѓу екипите на Прилеп и Еврофарм Пелистер 2. До крајот, значи како што кажавме, густо е во врвот од табелата, со оглед на тоа дека кажавме во ова последно коло, предпоследно коло поточно Прилеп и Еврофарм Пелистер 2 ќе ги одмерат силите во обојци да го избегнат бараша местото. Останува само да видиме дали и тој бараш надпревар кој што се играл ќе е помеѓу Радовиш и една од овие 3 екипи, Куманово, Еврофарм Пелистер 2 и Прилеп, се во таа трка и таа борба за да го избегнат бараш надпреварот и директно да опстанат во Суперлигата и да настапуваат во следната сезона. Кажавме дека Бесино веќе и официјално е нов член на ракометната елита на Македонија. Овој клуб од Велес за прв пат во својата клубска историја ќе настапува во ракометната Суперлига, односно во ракометната елита на Македонија, наместо 16 од следната сезона ракометната елита на Македонија ќе брои 12 екипи, 5 екипи веќе се испаднати, Бесинов е нов член на ракометната елита и сега останува, како што кажавме, борбата Прилеп, Еврофарм Пелистер 2, Куманово, од овие 3 директно 2 екипи основат во Суперлигата, а Радовиш кој што веќе па е веќе и 90% да речеме сигурен на патник во тој бараш, ќе игра со она екипа која што ќе биде трета во плей-аутот на ракометната елита, ќе игра бараш меч за експресен камбек, со што Радовишини по една година поминати во првата ракометна лига би можеле да се вратат во Суперлигашкото друштво и од следната сезона Радовиш, односно во спортската сала 25 мај одново да се игра и да се гледа Суперлигашки ракомет. Поштовани гледачи на спортска мрежа, еве сме од спортската сала 25 мај од Радовиш во првично наша анализа во студиото која што направивме, зборевме малку повеќе околу Суперлигата, односно плей-аут од Суперлигата и тоа кои 5 екипи испаднаа, кои се комбинациите помеѓу Куманово, Еврофарм Пелистер 2 и Прилеп до крајот и која екипа ќе игра бараш, кои две екипи ќе опстанат во Суперлигата. Сега сме, како што кажавме, во спортската сала 25 мај во Радовиш. Овде позади мене го гледате тренингот на ланскиот Суперлигаш Радовиш, кој што до крајот има уште 3 надпревари. Веќе овој викенд на домашен терен ќе игра против екипата на Јехона, потоа им следува незгодно гостување во Скопје кај Драчево и на домашен терен против екипата на шампион кој што е Фенерџија во плей-офот на првата лига. Тоа значи дека Радовиш до крајот
треба рутински да одигра всушност, а за да го потврди тоа второ место, бидејќи нивниот конкурент кој што на третото место, тоа е екипата на Младост од Богданци, се наоѓа на третото место на табелата во плей-офот од првата ракометна лига. Младост веќе овој викенд игра токму против шампион, а потоа им следува тешко гостување против непоразениот лидер во Велес, тоа е екипата на Бисинов, која што веќе го потврди тоа дебитантско место за следната сезона во ракометната елита на Македонија во Суперлигата, а потоа на домашен терен на Младост игра против Македонија Ѓорче Петров. Тоа што е важно е како што кажавме во анализа и во студијата која што направивме, еве дојдовме и овде сега во Радовише да го погледнеме тренингот на ланскиот Суперлигаш кој што е пред можноста да игра Бараш против, како што кажеме, Куманово, Еврофарм Пелистер 2 или Прилеп, една од овие три екипи ќе биде противникот во тој бараш надпревар кој што се игра на неутрален терен. Победникот знаеме дека доколку е од Суперлигата ќе остане во Суперлигата, доколку тоа е Радовиш, по една година ќе се врати назад во ракометната Суперлига. Ова е кратка анализа која што ја додаваме на она анализа која што претходно направивме во студиото. Останете понатаму со нас бидејќи ќе погледнеме некои инсерти, односно дел од тренингот на Радовише и потоа се враќаме назад во студиото за да ја комплетираме и ова емисија на Спортска мрежа. Ова беше она кратка анализа на Спортска мрежа за тоа дали Куманово, Еврофарм Пелистер 2 и Прилеп, кој од овие две екипи ќе остане во Суперлигата директно, а една екипа ќе игра Бараш. И потсетувањето дека Вардар Неготино, Мултиесен, Голден Арт, Скопје и Аеродром се нови членови на првата ракометна лига, односно овие пет екипи веќе испадна и ги изгубија сите можности за да се спасат и да останат во Суперлигата. Ова беше уште нешто ќе потенцираме, кратка анализа на плей-аутот во Суперлигата и на плей-офот од првата лига. Претплатете се на нашиот YouTube канал за да може да ги следите понатаму најновите случувања од македонскиот спорт.